Бушави глави. Технички молив е тенкоминец, тој не се оштри, туку се стават мини, како едни тенки и во мините се ги има во молив. Технички молив е тенкоминец, тој не се оштри, туку се ставаат тенки мини, зависи каква е големината и која треба да се стави. Технички молив е едно како пенкаво, што има едни мали црни тенки стапчини, се ставаат во него и тие се викаат мини, а целиот молив што се нив се вика тенкоминец и тие не треба да се острат, тоа е за прецизно пишување. Технички молив е тенкоминец, тенкоминецот не се оштри, него во него се ставаат мини. Машки и женски тенкоминци. Технички молив е тенкоминец и внатре се ставаат мини за да може да се пишува со него. Најчесто се користи за цртање, затоа што со него се црта прецизно. Не е обичен молив, туку е специјален молив за цртање. Технички молив е не обичен молив, е молив со мини. Технички молив е молив кој внатре има мина. Технички молив е тенкоминец и во него има мини. Технички молив е тенкоминец со мина и со него се пишува поубаво и има поубав ракопис. Бушави глави! Бушави глави! Бушави глави! За пишување, за цртање, за така, за нешто 3D да го нацрташ, може. Тој не се расипува и не се троши. Ако не го изгубиме, можеме да го чуваме до крајот на животот. А најмногу го користат оние што се на факултет и што треба да цртаат. И луѓето што се архитекти мораат да користат технички молив, бидејќи така скицата излегува перфектно. Со него цртаат поголемите деца или оние што учат да прават станови и куќи. Некои имаат, а некои немаат. Имаат гума, а некои немаат. Таа билета се кршили смо и треба да биде строго внимателен. Со него се пишува полесно. Па не треба да се оштри, ама треба да се одржува лична хигиена на него. Технички се вика зашто со него прецизно се пишува и многу повеќе простор за стедуваш. Но внимателно треба да се купуваме мини. Поубав е пописот со тенкоминец. Со техничкиот молив можеме да бришеме со гума, можеме да го избришеме. Кога напишеме нешто или кога нацртаме, тој исто се брише зашто е иста мина како моливот. Технички молив е нешто што не е обичен молив. Значи технички молив се оние пластичните моливчиња со црнка внатре и вака, знам као дете многу си играв со нив, ја вадев цела црнка назад и после пак си ја враќав. Тоа е најверојатно молив подобар што е од другите за цртање на технички работи. И не треба да си играме така, јас мислам дека со тие моливи затоа што ги расипуваме. Но сепак јас од мал секогаш ги преферирав, ги сакав дрвените моливи затоа што подолго траеа. Моја лична порака до сите деца е да бидат умни, да си ги слушаат своите родители и да
играат што повеќе, да измислуваат нови игри доколку можат. Ете, тоа е мој вистински апел. Деца, измислувајте игри нови, затоа што на дечињата им фалат секогаш нови игри, кои што ќе им помогнат во развитокот на својата инвентивност и убавина на детското живење. Пушави глави!